Океј. Значи, оваа дефиниција за сила и силина можете да ја прочитате во книгата. Споменав силата, значи една мала група, мала мускулна група, максимални движења, изолирани мускулни групи на екстремитети и слично. Силина се однесува малку повеќе на вака терминолошки кога се разгледува на поголема мускулна група, на придвижување на телото низ просторот, буткање на нешто, влечење, експлозивна силина, значи скок во далечина, во височина, придвижување на телото. Така да се користат, особено ќе ги користиме кога зборуваме за максимална сила или евентуално експлозивна силина, или евентуално може, мислам, кога ќе се постави прашање моторички силови способности или моторичка способност, сила или силина, тоа се однесува на истото. Силината и силата, значи силовите способности, се опфатно, се присутни насекаде, колку општа теорија, дефиниција. И ние употребуваме и ги повикуваме силовите способности, како што нели минатиот час зборував за координација, ги повикуваме координацијските способности, жаргонски кажано. Ги повикуваме ние силовите способности во многу наврати. Едноставно станување од кревет нас не треба сила за да се придвижиме. Така, подигнување на кеса од пазар, повторно ни треба сила. Ставање на ранец на грб, подигнување од озда, повторно ни треба сила. Ни треба сила при придвижување. Значи, при движење на напред, повторно ни треба сила. И сега ќе кажете, па не ни треба некоја голема сила. Не ни треба, но разгледувано во екстремни состојби, например, кај луѓе кои што имале, ќе работите со такви, спомнав многу пати, рековалесцентиот после некоја повреда, кои што се опоравуваат, за нив е проблем да се придвижат, да направат еден чекор. Значи, кај нив треба да се работи на силови способности, пример, за да може да почнат со придвижување на екстремитетот, дали е дланка, рака, рбет, труп, нели трупот од телото, нозе или слично, па најчесто се започнува со вежби за сила. Се вклучува тука електростимулација во процесот на рехабилитација, најпрви, нели, сите рехабилитацијски протоколи вклучуваат физиотерапија, па некоја електростимулација, која што не бадијала ја споменувам, туку зошто? Затоа што се работи повторно за метод кој што ја ги изолира и ги стимулира силовите способности, но понатаму оди повторно, првото нешто што се работи на силови способности. Зошто? Затоа што мускулите ги губат после некаква траума или оперативен зафат или некоја повреда. Кога ќе се обезбеди едно одредено ниво на силови способности, тогаш се билдуваат и другите, се надоградуваат или се повикуваат, се трансформираат повторно и другите способности. Најчесто тука ќе зборуваме за сила, издржливост и можеби брзина како физиолошки компоненти. Сега го фатив примеров за рековалесценти, но сличен е примерот гледано во животниот тек на луѓето, дека нели дечињата не пробуваат да трчаат првин или да издржат да трчат, туку тие првин пробуваат да се исправат, да се спротистават на земјината тежа, да употребат сила за да се спротистават на земјината тежа. И сега, што издефинирав? Значи, што е сила? Може ли некој да ми каже? Прво, како оние три зборчиња што ја прашав минатиот пат, што ве асоцира на сила? Еден или едно? Ова е начинот на интеракција. Буткање. Добро. Кажав буткање на рака. Буткање на рака. Добро, тоа асоцира. Ако мислеше, не знам зашто зумов нешто го зезнав, ако мислеше на буткање на рака, она дисциплина има над превари, не го споменав, ама добро, може. Поентата ми е дали можете да скроите една дефиниција од оно што го кажав сега, што представува силата, што представува силината или што представуваат силовите способности.
Еве ќе пробам јас уште еднаш. Значи, испитно прашање. Што представува силата како способност? И сега јас одговарам. Не знам дефиниција на памет, но одговарам. Силовите способности представуваат способности кои што му овозможуваат на човекот да совлада надворешен отпор, да совлада одредено растојание со помош на мускулите, да придвижи објект надворешен и толку. Веќе е издефинирано. Значи, можете во книга да најдете и многу други дефиниции кои што изричито кажуваат што вели за Циорски за силината, што вели ке професор Јовановски за силината, што например дека се тоа мускулни усилби кои што овозможуваат генерирање на сила на единица, на квадратна единица од мускулното ткиво. Например, ете една дефиниција во физика, ако разгледувате, тогаш нели силата како поим сме учеле, знаеме што представува, но овде кај нас кога зборуваме за силовите способности, многу едноставно вие замислете каде се има силови способности, веќе имате дефиницијата. Но треба да имате во предвид кога ќе ве праша човек што, кога ќе, мислам и во разговор надвор од факултет, кога ќе ве прашат што најмногу преовладува како моторичка способност во маратонот, и кога ќе кажат некои од колегите или колешките брзина, нормално, што да им каже човек, друго сам дека не учеле, нема логика во тоа. Брзината, да, тие се брзина, основна на моторичка способност во маратонот е издржливост. Тој треба да издржи. Има брзина, точно, ама треба да издржи. Основна моторичка способност, брзина, се приметува во спринтот. Кај кревачи на товар не можеме да кажеме дека имаат издржливост. Тие можеби имаат некоја силова издржливост како субкомпонента, но основна моторичка способност е силата. Они ја градат силата, не силината. Силата ја градат. И сега, затоа велам, доволно е само да ги замислите кои спортови вклучуваат многу повеќе некоја моторичка способност од други, например гимнастика. Која од овие способности најмногу е потребна? Сила, издржливост, брзина, флексибилност. За гимнастика? За гимнастика, да. Флексибилност, мислам. Некој друг? Сила. Сила е нормално. Флексибилност е потребна, но флексибилност е генерално потребна во сите спортови, заштитува од повреди и слично, не истегнување пред, нели како што кажеме, пред активноста, но генерално добра флексибилност зачува од повреди. Но силата и силината е таа која што ни е потребна во гимнастика. Па може да ги приметите и малите гимнастичарчиња дека тие веќе имаат оформена релјефна градба, многу по-голема отколку нивните врсници на иста возраст, нели? Добро, значи накратко, дефиниција било која може да ја искористите, најубаво е да со разбирање да го објасните. Ако приметивте, јас само една дефиниција цитирав, затоа што пробувам, имам проблем со меморирање на памет, но пробувам да ги запомнам работите со разбирање. И доколку ги запомните со разбирање, тогаш ќе останат врежани. Не мора да го повторувате тоа колку да биде кажано. Во ред, сега малку во еден дел споменавме кај тестовите и кај манифестен латентен простор што се случува тамо внатре при генерирање на овие моторички способности, па дека силината е издвоена како посебен фактор, еден фактор во кој што влегуваат силови способности, тоа тамо беше за ексцитација и за надворешна надразба. Два фактора, но што влијае на манифестирање на силината? Кога е човек заморен, опаѓаат овие моторичка способност, особено максималните силови способности. Па можете да приметите, не знам дали се сеќавате на надпревари за кревачи на товар, дека тие пробуваат да ги разбудат пред самото излегување на бина, за да може нели да направат изведба, да го кренат товарот. Пробуваат со една химикалија, беше хлороформ или како не знам која е, но ја
некако така ми останато од биологија, не беше хлорофил би ги имаше во растенијата. Како и да е, значи пробуваат да ги акутно да направат соземање и ексцитација на сите внатрешни организми за да може првин централниот нервен систем, умот да биде сконцентриран за да може да даде максимум. И сега, зошто не и во фудбал, па 90 минути трае, зошто не во маратон, па трае многу повеќе, па треба концентрација да опаѓа, но овде акутно делуваме на активација на централниот нервен систем. Особено кај силовите, кажав, манифестации, каде што имаме вака максимални подигнување или подкревање или буткања, 1, 2, 3 повторување, тогаш централниот нервен систем е многу потребен. И доколку има замор, нема да може да се реализира онолку ефикасно колку што вистински може да покаже спортистот или спортистката или човекот. Зборувам за спортисти, бидејќи максималниве вежби за максимална сила најчесто се сеќаваат кај луѓе кои што имаат континуиран тренинг. Се подвргнати на континуиран тренинг, и рекреативци воопшто нема потреба да се задава. Може да пробаат, ама нема потреба да биде тоа континуирано нешто со максимална сила. Второ, периферна активност на движечки единици, значи колка број на мускулни влакна се вклучуваат, каква е меѓумускулната координација, зачестеност на импулси, ова е врзано со централниот нервен систем, значи како праќа централниот нервен систем импулси за ексцитација на ниво на синапса. Синапса беше тамо спојот на нервите со мускулите. Значи како праќа електрични импулси за да може да го активира мускулното ткиво на ниво на сега би спомнувам некои термини, ама споменати се веќе. На ниво на актомиозински нишки, значи во не апаратот, каде што всушност има контракции, се појавуваат, но исто така влијаат и овие вегетативните системи, ставено е срцево-садовен систем, но веднаш да ви кажам, например, нема логика во контролирање на срцевата фреквенција при изведување на вежби кои што се за сила или работење класичната ретана или нешто, затоа што не е поврзано, не може да се чекира срцевата активност и нема логика да се проверува кога има ваков вид на вежби кои што се насочени за сила. Доколку се работи за силова издржливост, па тоа се вметне како некој континуиран тренинг, all around тренинг, па тогаш да може да контролираме кој интензитетот за да знаеме запнуваме или не запнуваме многу, дали нивото е повисоко на работа или е пониско, но сепак при сама изведба на било која вежба со надворешно оптоварување, нормално е како во првиот момент нема да има покривање на срцевата активност, но дури може да се случи по завршувањето, тука срцево-садовиот систем да сака да го поврати оној кислороден долг некој мал кој што се јавува и да изреагира со внес на крв во мускулите кои што работат. Така да не ни е некој пример, но секако енергетското обезбедување и сите оние внатрешни механизми кои што се помагаат за овие за силовите способности треба да се споменат и сега овде тоа размислувам, мислам дека немам во ниеден од следовите. Што се користи како енергија кај силовите вежби? Масти, најмногу. Значи, кога се вработат силови напрегања, ти генерално се работат до отказ, ќе видиме после во методика, но што се користат масти, јаглехидрати, креатин фосфат. Еве, две одберете. Има два точни одговора. Второто и третото. Првото беше масти, второто и третото јаглехидрати и креатин фосфат. Добра, а знае ли некој друг јаглехидрати во кои анаеробене. Океј, нека остане така. Да, точно. Јаглехидрати и креатин фосфат се троши. Што се троши, Мартин? Ајде да помогнеме. Што се троши кај
изведување на движење со максимална сила, каде што, например, еве, не можем да направам еден згиб. Едниот згиб ми е до отказ и не можам вториот згиб да направам. Цела енергија сум ја потрошил на еден згиб. Што се троши тогаш од овие три понудени? Последното. Креатин фосфат. Ребус, креатин фосфатните резерви, значи алактатните резерви се трошат. Зошто? Затоа што тие се тој керозин кој што ни треба како гориво за такви брзи експлозивни движења. Скок во далечина, креатин фосфат. Но ако скокате една минута, тогаш не може креатин фосфатот, тој ќе се потроши за 10 секунди, па ќе се вклучат јаглихидратите. Понатаму. Значи така, некоја дефиниција, може да ги проширите знаењата во книга. Број 2. Сакам само да прашам додека сме тука на првото. Ајде, супер. Сила и силина на англиски би било strength and power? Блиско е некако дефиницијата. Power се однесува на сила, а strength се однесува на силина некако. Не е обратно? Power е, strength е општо. Strength може да биде и endurance. Како, да, така да тоа би било повеќе на силина, а силата е во изолирање каде што има изфрлање, каде што има баш покажување на некоја моќ. Моќ има секаде, но покажување на некој во изолирано движење, во едно движење. Power, барем во англиска литература, се однесува на тоа, значи колку можеш, дури во велосипедизам, колкава е ватажата или моќта при еден притисок на курблата, на педалата. Ти текнува, значи еднаш кога ќе притиснам, тогаш power метерот покажува со која сила ја стискам. Јасно. И еве, дури мислам ја по инерција не го употребив со која силина, него со која сила стискам. Значи еднаш колку стискам. На тоа. Така да јас би ги пробав да го издефинирам тоа во еден текст, power и strength, ама би го оставил вака. Инаку да, најмногу асоцира тоа. Power за сила, за силина, strength. Strength. Изговорот каков. Супер, добро што ме потсети, Мерце. Како движечки карактеристики може да се поделат силовите способности на. Еви, тука може да видите апсолутна силина, максимална сила, релативна силина. И сега, ова првото ајде ќе почнам од каде да почнем, од последната, релативна силина. Релативна силина, знае ли некој што представува? Постојано нешто. Не, релативна е во однос на нешто. Така се, значи релативизираме нешто. Може вака, ама може и така. Релативна ја разгледуваме во однос на нешто. И сега овде може да ја разгледуваме, например, во однос на тежината која што има човекот. Многу едноставно. Еден човек има 100 килограми и може да крене на бенч 100 килограми. Другиот има 100 килограми и може на бенч да крене 150 килограми. Кој има подобра релативна силина? Тој што може да крене 150 или тој што може да крене 100? Двајцата се исто тешки. Тој што крива 150. И бројката ни покажува да, точно, целта е таа дека ја разгледуваме кренатата тежина во однос на сопствената тежина, затоа се нарекува релативна силина. И кога кажеме дека некој има подобра релативна силина од другиот, значи дека во однос на својата тежина може да подкрене, така разгледувајте го, во однос на својата тежина може да подкрене, бутне, дигне, да прикаже поголема силина отколку оној другиот со иста тежина кој што може да прикаже помала. Сега ние во килограми ја представуваме кренатата силина, инаку таа не се мери во килограми, силата се мери во њутон метри. Тоа е вртлив момент кој што телото го прикажува на едно од предавања, мислам дека споменав. Но за наша апликација или во пракса многу е полесно да кажеме да кревај толку, кревај онолку, отколку да кажеме создади сила со 15 њутон метри. Мислам тоа ќе паднат у несвест на кого да му кажете како клиент, нема да знае што е. А вака едноставно знаеме колку килограми можеме да кренеме. Значи тоа е релативна силина. Максимална сила представува една компонента од силовите способности која што прикажува
едно повторување и не можам уште едно да направам. Значи можам да поткренам на скотова клупа еднаш 10 килограми, не можам уште еднаш. Можам да се кренам на вратило во згиб еднаш и не можам уште еднаш. Можам да кај исфрлањето е малку проблем, но да, можам да исфрлам еднаш и вториот пат кога ќе земам да исфрлам, кога ќе пробам да исфрлам уште еднаш, нема да можам. Можам да скокнам еднаш во височина и вториот пат ќе ми биде проблем. Но генерално кај експлозивната сила секогаш максимална сила се прикажува. Или ајде да ја дефинирам, максималната сила представува сила која што ги мобилизира сите силови потенцијали во што пократок временски момент со максимална манифестација на силата. И обично кога се зборува за максимална сила, се зборува за 1 до 3 повторувања. Значи веќе на 3 повторувања, на 2 повторувања е проблем, но чиста максимална сила е 1 повторување. Морам да го запишам за наредно предавање да знам. И тогаш можете да најдете на пример еве на интернет или во книгата што значи не се менува. Што значи one repetition maximum или тест за една максимална репетиција. Тоа значи баш ова што го кажав, колку можам да поткренам со своите мускули во некои движења, која тежина можам да ја поткренам при едно единствено движење. Па, например, која тежина можам да ја поткренам при скватс, при чучнување, значи кон горе, која тежина можам да ја шутнам или да ја поткренам при шут со квадрицепс, значи за предна ложа, која тежина можам да ја поткренам на задна ложа или на бицепс феморипс или во флексија, при флексија во зглоб на колена, која тежина можам да ја поткренам при дедлифт или мртво кревање. Се овие вежби примерчиња би требало да ги знаете, ама ајде ќе се сретнеме со некој од нив понатаму, ќе објаснуваме. Колку можам да кренам на трицепс, колку можам да дигнам на бицепс и значи ама која тежина само во едно повторување. И се постои цел протокол на тестирање. Например, добро загревање од 15-20 минути. Па пробај еднаш, па пробај уште еднаш, да не се, но тие проби се прават да не се истошти многу централниот нервен систем, затоа што кажав, особено кај силата максимална, многу ни е потребна концентрацијата и да е на добро одморен централниот нервен систем или мозокот, психата, човекот. Така да се што се кажува што се однесува на максимална сила, се однесува на отприлика едно методски велиме до 3 повторувања, но 1-2 повторувања, не повеќе. Па се случува кога се задаваат тестови вежби со тежини. Например, сме правеле во пракса, ама повеќе некои, ако го интересира некој, можем и да посочам зошто не се изведува овој тест при планирање на програмите. Например, сме правеле да сите спортисти во клубот ги тестираме во неколку главни мускулни групи, да изведат еден тест, еден one repetition максимум и тогаш ние знаеме дека е тоа 100% од нивните капацитети. Па имате, например, ако сакаме да подобруваме хипертрофија, тогаш работиме со 70 до 80% од максималната едната максимална репетиција. Значи овој тест ни покажува, како да кажам. Ако еден РМ ни представува 100% и можам да кревам само еднаш, така. А ова е во фон пишува затоа ми прави мене проблем. Тогаш 70 до 80% вака грубо кажано е за раст на мускулите. И сега што 70-80? Па 70 до 80% од 100 килограми. Тоа би било некаде во повторување, може да биде 7, 8, 9 повторувања. Ајде вака ќе пишеме 7 до 10 повторувања. Од прилика може да бидат. Ако сакаме да работиме на силова издржливост, тогаш работиме
пример 60% од 1 РМ. Од 1 РМ. И тогаш работиме за силова издржливост. И тогаш бројот на повторувања ќе биде над 20 или слично. Сега, да, пракса беше, во книги се препорачува, by the book работевме се, направи еден РМ тестирање пред да зададеш било каква програма. И да, ги тестираме, добиваме 100% од колку они може да кренат на бенч, на бицепс, на трицепс, на квадрицепс, нели, сега ги изолирам мускулите за да ви бидат јасни. И после ја задаваме програмата. И сега што се случува? После само една недела до 2 недели, максимум, веќе ова 100% не е тоа, они може да кренат, ако кревале претходно во 100% било на бицепс 10 кг, сега после морам не ми е прегледно. Пробајте ова да го разберете, ќе го повторам ако треба уште еднаш, е многу битно како концепт. Значи, 1 РМ било 10 кг на бицепс. По 2 недели човекот крева во едно повторување крева 12 кг. И сега колку е неговиот 1 РМ? 10 или 12? Така? Ама ако споредуваме 100% како 12 кг после 2 недели, тогаш овде овие 10 кг ќе бидат колку ќе бидат 90%. Сакам да кажам дека силината многу брзо и силата се менува, се трансформира и по само период од 10 дена, 2 недели, вие ќе мора повторно да ги истестирате ако сакате да се раководите спрема еден РМ. Затоа е секогаш најубаво кога се работат вежбите, да се работи според број на повторувања, но ќе стасаме до тоа. Ајде, да не ве бунам, во методиката ќе стасаме до тој момент. Сега е битно само да знаеме што значи максималната сила, а ве испровоцирав со некои теми можеби, за да може да ме прашате во третиот дел, кога ќе дојдеме за дозирање. Што значи максималната сила и како ја дефинираме? Дека е тоа едно единствено повторување. Сега што значи едно единствено повторување со тежина која што можеме да ја кренеме еднаш и не повеќе. Што значи апсолутната сила? Апсолутна силина значи нешто што е над максимална сила, која што може да се најчесто во пракса ние креваме 10 кг, но со екстра стимулација некоја може да кренеме и 12 кг како една максимална репетиција. Методите не се прагматични, туку само да кажеме дека постојат, па на пример велат во жаргонски во традицијата кај нас се препознава како изрека дека мајка за да спаси дете може да крене и автомобил во воздух. Тоа се однесува повеќе на апсолут. Апсолут е нешто што е многу над нас, кој што ние не можеме да го опипаме, нешто што не раководи, нешто што можеме да го искористиме за генерирање на некоја сила. Па во нормални услови не сме можеле да направиме еден згиб, но доколку нешто од оздола ни представува животен проблем, тогаш ќе направиме и 3, дали? На тоа се однесува апсолут. Не знам дали го доволив. Што поголема маса имаме, толку поголема сила можеме да искористиме. Не. Тоа е за релативна силина. Кај апсолутната не. Тоа се однесува на релативна. Значи, што поголема маса. Најчесто луѓето кои што имаат голема маса, и тоа е деликатно каква маса, дали е масно ткиво или е мускулно ткиво. Значи, луѓето што имаат голема маса, тие употребуваат и генерираат поголема силина. Едноставно затоа што земјината тежина на нив влијае, нели, ги влече со иста тежина, но тие се потешки, тие тежат, нивната маса е поголема и они мора да се справат. И наместо кај некој, ако раката е тешка 4 кг, кај тој што има поголема маса, без разлика дали е масно ткиво или мускулно ткиво, кај него тежи 6 кг. Што значи дека тој секојдневно се справува со создава поголема силина. И сега, тоа што го кажа колегата, не видов кој, но не е проблем,
Тоа се однесува на релативна сила. Апсолутна е нешто што е врзано со апсолут. Апсолут по теорија е Господ. Значи нешто што е врзано со не дека ние бараме сила од Господ, не ме разбирате погрешно, туку ова може да се на пример со психотропни супстанции, со допинг, што ја не го почитувам воопшто, со електростимулација може да се испровоцира нешто што е малку повеќе од максимална сила. Разбирате? Значи на тоа се однесува апсолутна сила. Поделена е кај Зациорски овој примери, затоа се задржав на него да го видите, но на пример постои уште неколку поделби. Ова се испитни прашања. Првото беше испитно прашање. Како се дели силата? Супер. И ќе разговараме за овие три момента. Некој ќе каже дека силината се дели според латентниот простор, значи внатрешно, од акцијски аспект. На статичка сила, репетитивна, експлозивна. Супер, тогаш ќе го предложиме прашањето кон овие. Некој ќе каже според тополошки критериум, нема нешто многу што да разговараме тука, но ајде ќе почнам од озгора. Значи статичка сила, нема движење на деловите од телото, нема придвижување во зглобовите, но сепак ние генерираме некоја сила и може да приметите статичка сила. Сега, полузгиб на вратило, замислете го. Полузгиб на вратило. Одвоени сме од подот, но сепак нема движење и генерираме некоја поголема сила. И сега може да издржиме и 20 на секунди, ама не ја декларираме како силина, туку како сила. Тука е, затоа кажав, сликата за дефинирање на сила и силина е така малку релативна, но се користат и двата и терминолошки ние би требало да ги разликуваме, но ќе прочитате во книга повеќе за овој момент, кој го интересира. Во секој случај, значи статичка сила, оние сите модерни се англосаксонска дефиниција планкови, или издржај, или задржување, ќе ги видиме понатаму. Тоа се однесува на, значи еве ви едно примерче каде што има нели задржување, па може да ги приметите. Задржување напред на лакти, назад на лакти, настрана, задржување во нели за абдомен, за мевна мускулатура, полусклек, полузгиб и слично. Овие вежби и овие методи за подобрување се присутни, па сега каде се применува во кој спорт статичка сила. Се применува, еве гимнастиката, во задржување се применува во во скијање, пример имате, генерално се нозете, или позицијата на луѓето е во некоја статичка, во прикасна статичка сила, но најмногу се користат при подобрување на стабилноста на телото, на целото тело, на сршта, на кор стабилити се нарекуваат и се супер вежби за, особено после во процес на рехабилитација, но и кај рекреативци за едноставно стамина, значи повторно сила, која што ќе биде некоја база за да може да се надоградуваат силовите способности понатаму. Значи да, се употребуваат многу и затоа се и дефинирани и постојат од акционен аспект. Тоа беше статичка сила. Репетитивна силина се она репетиција, може да знаете, повторување, репетитио, значи секаде каде што има повторување. Па, например, работите 10 згиба, 12 склекови, работите чучнување, исчекори, ама се во повторување, значи не едно чучнување со максимална тежина што можем да креам само еднаш, туку чучнување кој што можем да го направам повеќе пати. Тоа се смета нели над 4-5 пати веќе влегува во репетитивна силина. Така да колегите и колешките кои што имаат, особено колешките од искуство, кои што имаат проблеми со изведба на еден згиб и не може да направат еден згиб, кои силови способности ги вклучуваат при проба за изведба на еден згиб? Максимална сила или репетитивна силина? Максимална сила. Точно, максимална
Точно, да. Сега, овие што може да направат 5-6 повторувања и сакаат да подобрат понатаму уште, нели? Или само ги изведуваат тие 5-6, тие работат со од акционен аспект, тогаш велиме дека е репетитивна силина. А последното експлозивна силина, експлозија се однесува на брзи, краткотрени движења и тие се изведуваат, нели, при сврлање на некои предмети, при скокови, при изведување на склекови со плесок. Изведува склек, правиш плесок и повторно рацете на пот. Значи, тука не треба експлозивна силина, ама ако го работиш тоа брзо. Ако го работи со амортизација, не е баш окей. Тоа беше од акционен аспект, прекинете ме слободно ако има нешто да не е јасно. Од тополошка гледна точка, значи може да ја разделиме силата на раци и раменски појас, сила на труп и сила на нос. И така некако, кога се офаќаат вежбите за силови способности, би требало да ги имаме овие работи во предвид, за да ги, нели, да не биде дека вежбаме само раци и раменски појас, значи само бицепс, да ни е силен за на плажа. Туку треба да ни се силни и нозете, особено треба да ни е силен трупот, кој што на некој начин кај рекреативци можеби најдобро се подобрува преку овие планкови или изведба на статички изометриски вежби. Изометрија. Значи изохипса, нешто што е исто, нема придвижување. Инаку ако разгледуваме, најверојатно може да се присетите и од ваше искуство и од други ако сте виделе, при задржување во полусклек, после одредено време почнува да се тресе мускулатурата. И сега ќе каже некој дека нема движење на телото при изведба на статички вежби. Нема. Но мускулната контракција внатре на ниво на саркомера се кај тие актомиозински нишки се постои како движење. Значи тие мора да направат некои придвижување на таа пеглавичката што ви објаснив, фосфатот што го прима. Може постои некои придвижување и тоа се приметува точно при исцрпувачките последни неколку секунди, каде што почнува да има тремор или тресење на мускулатурата, затоа што всушност тога се покажува дека навистина пробуваат натрактомиозинските нишки да го совладаат надворешното оптоварување, ако е само земјина тежа, нели, но сепак е поголемо надворешно оптоварување од она што човекот го имал кога изведува вака задржување, а во подолго време, во полусклек. Супер, дојдовме кај точка број 3. Значи, уште еднаш да повторам. Број 1. Како? Добро, може би грешка. Број 1 дефинираме силова способност, број 2 дефинираме видови, како се делат подвидови и слично. Број 3 методи на развој. И сега основно, како се подобрува силовите способности со вежби со отпор. Може да бидат со надворешно оптоварување, не мора да ги споменувам, надворешно оптоварување, значи од основни тегови, од кревање на камен и слично, се е тоа надворешно оптоварување, или со совладување на сопствена телесна маса. Значи склекче, па склекче со стопалата на зид, а рацете се на под, за да го отежниме склекчето. Па, нели, исчекори, со сопствена тежина и така натаму. Некој што не ги работел исчекорите, со едноставно подолго време ако не работел, да направи 2 серии од по 10 исчекори на една нога и 10 на друга нога, вториот ден ќе ги чувствува мускулите дека веќе се активирале. Така да, секогаш кога има како да приметиме дали има ефект од тренирањето. Да, добар момент ова да го кажам тука. Добар тренер нема да направи и добар учител нема да направи да клиентот, зборувам за дечиња или возрастни, ке нив настане воспаление или таа DOMS, delayed onset muscle soreness или мускулна болка која што се јавува заради како резултат на цепење на мускулните влакна, екстра кинење на мускулни влакна. Тоа значи дека сме го преоптовариле телото на клиентот.
Значи добар Па клиент не не ли некогаш е и нормално? Иако тренираш подолго време, нормално е да те болат некогаш мускулите. сега има разлика помеѓу болка и чувство. Сега ја ова што го објаснив се однесува на болка, супер прашање. Ова што го објаснив се однесува на болка која што, не знам дали некој искусил од вас, терминот е не можев од креве да стана. Значи не можеш да се придвижиш од столче, не можеш да стане затоа што мускулите толку се потрошиле, толку се измалтретирале или се искинале мускулните влакна, микротрауми се направиле, физиолошки микротрауми, не патолошки. Патолошка е веќе за операција. Значи физиолошки микротрауми каде што не може да се придвижите по опорувањето и таа болка трае некогаш и недела, цела седмица. За тоа зборувам, тоа е неметодски воопшто. Но кај искусни луѓе, кај искусни спортисти, дури и кај рекреативци, а доколку го наместите тренингот како што треба според нив, тоа е мал број на повторувања за почеток, не голема тежина, воведни тренинзи во првите недела, дена, две, тогаш тие ќе може да се адаптираат и да, ќе ги чувствуваат мускулите. Значи, тоа е позитивно. Кога вие ги чувствувате мускулите, тогаш после тренинг, тоа е позитивно. Но ако имате болка која што е непријатна, тогаш тоа е знак дека сме претерале. И сега умешноста е тука. Не е дека е нешто вау, тоа со искуство се добива и најчесто моја препорака е, и не само моја, туку со сите тренери со кои што сум работил и сум калал ја искуство, почнете полека. Не му давај на човекот веднаш тешко, бидејќи не можеш да процениш со каков клиент имаш на располагање. И подобро и методски е да му се даде да се прилагоди и анатомските изглобовите да се направи анатомско мускулна прилагодба на дури изглобовите дека ќе подкреваат некоја тежина, ќе се соочуваат со поголем отпор, отколку веднаш да им дадете ајде пукаме сега до отказ. Бенч работи 12 повторувања до отказ, така треба, така расте мускулот. Не. Во книги ќе најдете дека дури еден месец 30 на дена треба да се работи оваа анатомска прилагодба, за да може после тоа да кажете не од утре почнуваме, него полека и полека, преку, например, од 5 вежби за време на тренинг, 5 различни вежби за еден all-around тренинг или сеопфатен тренинг, ќе можете да издвоите една вежба, преку 1 до 2 повторувања од таа вежба да дадете максимален број на повторувања или до отказ. И тогаш клиентот после таа втора, трета недела, преку тоа што ќе му дадете или ќе дадете максимален број на повторувања, да ги изведе до отказ, ќе почувствува и телото ќе почне да се адаптира. Последниот тренинг дајте на 2 такви вежби. После недела дена од тоа дајте на 3-4 такви вежби, еве период од некој месец, месец и половина, каде што вие можете после тоа да кажете, ако се работи, зборувам за класична теретана сега, а и не мора да биде само бодибилдинг, туку воопшто силови вежби, можете да кажете супер, од следните тренинзи почнуваме да работиме малку посилно, ако има проблем, нели ќе застанат и слично, но да ги форсираме да изведуваат особено максимални максимални придвижувања до отказ. Сега и ова е деликатно. Ќе ме сватите зошто кога ќе дојдеме до методот на вежби. Има ли некои прашања до тука? Инаку болката, чувството дека мускулите работеле е супер знак. Ако клиентите после 3-4 тренинзи ви кажат дека не чувствуваат ништо, тогаш можеби навистина треба малку да се појача интензитетот на вежбање. Што значи интензитет, ќе го видиме преку дозирање. Кај Зациорски има уште една подолба која што вели метод на повторни напрегања, слично како претходната подолба. Повторени напрегања се оние репетитивни напрегања, метод на максимални напрегања ги препознаваме каде што се нели во овој дел ги рековме
статичка, така не максимална сила всушност, погоре некаде ми беше. Значи за циорски за тоа зборувам. Метод на максимални напрегања и метод на динамички или брзински напрегања, ова на што ве асоцира? Од овие три. Значи методот на динамички или брзински напрегања како метод кај за циорски, на што ве асоцира од овие три? Експлозивна силина. Точно, експлозивна силина. Гледате, мислам, термините се објаснуваат. Добро, и може се среќава сега исто една подолба, многу прагматична подолба, преку методи на вежбање. Значи, што сакам да подобрувам? Максимална сила. Што сакам да подобрувам? Да ми растат мускулите, хипертрофија. Што сакам да подобрувам? Некоја дефиниција на мускулите или да издржам да прикажувам силови способности. Еве ви уште една подолба, многу едноставна и околу незе јас би сакал да се задржиме. И сега како да дефинирам? Ај уште еднаш ќе ја вратам, ќе ги повторам. Значи не знам зашто ја враќам, можеби можете вие да сватите. Нешто поврзано со испит. Како да ги поделам силовите способности според методи на подобрување? Што можам да тренирам? Наедноставно. Значи не зборуваме сега ова дали е кросфит тренинг, дали е функционален тренинг, дали е чисто кревање на товар или тренинг со сопствена тежина, туку зборувам што можам да подобрувам или да трансформирам од силовите способности. И ова ќе се провлекува понатаму. И сега како да дозирам? Секогаш кога дозирам еден тренинг за сила и силина, тогаш зборуваме за оптоварување. И ако може да приметите, најчесто се зборува до отказ. Значи силовите способности најчесто се трансформираат кога се работи до отказ. Како ќе подобрите силови способности? И ја велам колкав број на повторувања ќе правиш. И сега ми вели ќе правам со неголема тежина одреден број на повторувања. Тоа не е одговор. Тоа е нели како на лекар да отидеш и лекарот каже земи некој антибиотик кој било кој земи колку да го пијам одреден број на пати пи го и ќе помине. Тоа не функционира така. Функционира точно конкретно. Што значи број на повторување? Број на повторување значи репетиции. Колку репетиции можам да направам? Колку репетиции имаме при приказ на тестот one repetition maximum? Едно. Точно. За сега двајца се вклучуваат, другите најверојатно климаат со глави и знаат се. Број на серии. Имаме вежба која што е склекче и правиме 20 повторувања и не можеме повеќе, тоа е една серија. Правиме одмор помеѓу сериите, па после правиме уште една серија од можеби 20, можеби помалку. Неделна фреквенција, значи колку пати во неделата. Микроциклус и макроциклус, тоа се однесува на ќе споменеме и за ова едно, сакам да ви уфрлам едно предавање ако не стасаме. Микроциклус и макроциклус најверојатно знаете, но се однесува на одредени периоди. Например, микроциклус е период од 5 до 7 дена. Но ние го користиме како 5 до 10 дена, но го користиме како 7 дена, бидејќи така е некако биоритмот нели наместен според тој циклус, седмичен циклус, но не значи дека микроциклус кој дефинираме може да бидете 10 дена. И што е микроциклус? Микроциклус е 10-дневни тренинзи. Во период од 10 дена, или 7 дена ќе го користам, во период од една седмица, какви ќе бидат тренинзите во понеделник, вторник, среда, четврток, петок и дали ќе има одмор, нема да има одмор во период од 7 дена. Мезоциклус е составен од повеќе микроциклуси, може да биде еден месец, може да бидат неколку месеци. Макроциклус се зборува за една година, за една полусезона, 2 полусезони, за олимписки макроциклус, но си нешто што е поголемо. И сега пазете, ние треба да испланираме првин еден тренинг, значи еден тренинг. Какво да биде оптоварувањето, кога зборуваме за трансформација на силови способности. Па после треба да искалкулираме како да го вметнеме тоа во една седмица од 5 до 10 дена. Една седмица од 5 до 10 дена. Значи во една седмица, во еден микроциклус, како да го вклучиме тоа
Потоа микроциклусите, како да ги издефинираме во период од неколку месеци и како да направиме еден олимписки циклус во период од 4 години и да кажеме првата година спортистот тренира ова, втората година тренира истото, ама вклучуваме уште нешто друго или чекаме да видиме што ќе се случи од првата година, па ќе го трансформираме целиот тренинг процес. Чисто ви ги нафрлам термините и како треба да се размислува кога се зборува за нешто што е план за тренирање. Во кај индивидуалните спортови ова многу повеќе може да се применува, затоа што имате еден човек и затоа што имате, не знам, спортист кој што пример, не знам, тенис Џоковиќ или Надал, и они точно знаат што правеле и што ќе прават во наредниот период. Фудбалерите исто така знаат, но кај нив е најчесто во мезоциклуси и зависи каков тренер ќе дојде и доколку еден тренер гради нешто 2-3 месеци и го сменат од клубот или тој си отиде, доаѓа друг тренер и вика он претходниот тренер ништо не знаеше, сега работиме по мој систем. И тука е тешко, не можете да направите скоро никаков план, доколку нема флексибилност или новиот тренер што ќе дојде па каже ај да видиме како сте работеле, па доколку треба нешто ќе измодифицираме. Најчесто ние сме кога сме тренери сме суети и ние знаеме најдобро и никој друг. И тие пред нас и после нас ништо не знаат, што е погрешно. Да, ова ги објаснив. Значи, уште еднаш, оптоварување. Не значи дека секаде треба да биде до отказ, но, кажав, во најголем број на случаеви, ќе видите, например, вежби за нозе, и јас до отказ не би ги работел никогаш. Без разлика, кај бодибилдери, да, кај доколку се работи за професионален спортист, например, кај фудбалери, да, би работел до отказ, ама тоа да биде 1 до 3 2 до 3 повторувања, 4 повторувања и тогаш ќе го декларирам дека е тоа максимална сила. Но едно повторување да ставам тежина ми е страв, искрено. Затоа што не знам какви повреди и што носи внатре спортистот, кој што не му е примарна активност кревање на товар и може да настане повреда. А повреда на нога е многу различно од повреда на рака. Повреда е повреда, но ме разбирате што кажувам, особено повреда на носа. Добро, и сега ајде вака. Значи, максимална сила, најверојатно пробавте да ги разберете термините. Дали сакате пауза, можеби? За 15 на минути 20 ќе завршиме. Ако сакате кратка пауза, може. Не. Добро. И сега, бидејќи ги споменав, ќе го вратам слайдот, бидејќи ги споменав овие три дека ќе ги користиме најмногу, од искуство се покажува дека за нив најмногу може да зборуваме и се некоја така поостра поделба, кога зборуваме за методи за подобрување на силовите способности. Истите тие три ги имам искористено во овој момент, во овој слайд. И максимална сила ја издефиниравме на овој час многу добро. Значи, тоа е сила која што се среќава кај, во гимнастика, се среќава во кревање на товар, се среќава во атлетика, кревање на товар зборуваме за пауерлифтинг, или знаеме што е пауерлифтинг, како е терминот на македонски? Дисциплината кревање на товар, така? Кревање теови, да. Да. Значи, не зборуваме за бодибилдинг, туку зборуваме за олимписко кревање на тежината. Хипертрофија е метод кој што го користат бодибилдерите, значи хипер голема, хипер зголемена, трофија, исхрана. Значи, зголемена, исхрана, трофија. И сега, што значи тоа хипертрофија зголемена исхрана? Поентата е дека асоцира на muscle building, или тоа е методот, или зголемување на мускулната маса. Кога зборуваме за мускулно зголемување, кога зборуваме за бодибилдинг метод, зборуваме истото е. Зборуваме за хипертрофија, зборуваме за зголемување на мускулна маса. И сега зошто е хипертрофија, можев да пишам и мускулна маса, но намерно го ставив за да ме асоцира да објаснам, кога ќе осретнете терминот. Значи, мускулот има зголемена потреба од исхрана, затоа што ние го цепиме
или го малтретираме за време на тренинг и тој мора да се исхрани многу повеќе со протеини и затоа нараснува. Таа е аналогијата на хипертрофија како термин. Силова издржливост може да биде, малку е деликатен терминот, но така некако се употребува многу, се однесува на нешто што значи можеш да издржиш во подлог временски период да прикажеш силови способности. Ова е многу кратко, максималната сила е во многу краток период, во многу мал број на повторување. Хипертрофијата или мускулната растот на мускулите или бодибилдинг методот е во некој, да кажеме, среден број на повторување и средно време траење. Средно е сега, тоа е деликатно што е средно, ама да може да направите, ќе видите понатаму 8 до 12 повторувања. Силовата издржливост е нешто што е пример над 20 повторувања. Па имавме еден пример и труд целобјавен за данески наш колега, не знам дали го споменав, кој што направи 2400 чучнувања, ама длабоки чучнувања. 40 и нешто минути ги работеше и 47 минути ги работеше и да го пријавевме за... После свативме дека доколку го пријавевме колегата за Гинисов рекорд, ќе го срушиш. Затоа што семисквац или получучнувања влегуваат како... Некој му текнало па направил рекорд во семисквац, но колегата правеше дип сквац или длабоки чучнувања, значи скроз длабоко чучнување до максимална флексија во зглоб на колена. Сега, ако зборуваме за 40 минути изведување на ваква вежба, тога сигурно влегува во силова издржливост. Значи, затоа велам во подлог временски период. Не значи дека треба 40 минути да работите, но ќе го видите тренингот следен што го имам за приказ, тој се работи, доколку се работи на начинот што е прикажан, тогаш тоа ќе биде за силова издржливост. И сега колкав број на репетиции? Кај максимална сила, многу пати споменав до сега, 1 до 3 број на повторување. И сега ми викаат, па со која тежина? Па еве ја тежината. Значи тежината е до отказ. Па сега како да ставам, што да направам за да можам да кренам само еднаш? Па ќе ставам толку големо надворешно оптоварување или ќе го наместам телото да може да крене само еднаш. Сега колегите што прават 10 згиба на вратило, не им е проблем да направат. Што треба да направат за да може да покажат само еден згиб и не уште еден? Значи да не може да направат 2 згиба. Имате идеја? Да додадат надворешна тежина. Точно. На тој начин ние сме флексибилни и си играме со моментот кој што го нарекуваме до отказ и си играме со вториот метод кој што го нарекуваме или вториот момент кој што го нарекуваме број на репетиции. Затоа велам, еве ке хипертрофијата исто. Колкав број на репетиции? Најчесто се работи 8 до 12. Работат и 6, работат и 14 и 15, но зависи во кој момент ако ги прашуваме вистински оние кои што се занимаваат со бодибилдинг. Но во овој опсек, ако работите, значи со повторувања од 8 до 12, тогаш мускулот е склон кон оваа хипертрофија или кон зголемување на потребата од исхрана или кон цепење на протеините и преку суперкомпензација да врати малку повеќе протеини од оние кои што се потрошени во мускулот и на тој начин да настане, еве ќе ви спровоцирам, хиперплазматска или миофибриларна хипертрофија. Тоа нека остане кој го интересира да праша за понатаму или евентуално да се прочита. И сега ќе прашам на испит или ќе ве прашаат во некој поискусен тренер со колкава тежина да работи, 8 до 12. И тука е трик и велат, па еве за бенч нека биде 40 килограми. Не. Значи 12-тото повторување да биде до отказ. Тоа е целата финта. 8-то повторување да биде до отказ. Па колку да ставам тежина? Па тоа е наша работа на тренерот, за да може да го намести човекот, спортистот или рекреативецот со онолкава тежина за да работи до отказ. Но повторно ќе кажам да не биде тоа во првите тренинзи. Првите тренинзи не ги работете до отказ. Првите 2-3 недели не мора до отказ да биде, затоа што никогаш не знаете какво искуство има претходно клиентот што ќе дојде. Силова издржливост. Да, работам с клекчиња, можам да направам 40, ма 45 не можам да направам. Супер! Сакам да подобрувам силова издржливост. Во ред, тогаш ќе работам колку што можам, ама до отказ.
Па сега како да го направам тоа во теретана со тежина? Бенч нека биде, ставам тежина која што можем да ја кренам на 20 пати. Колку? До отказ. Ама можам 30, супер 30. Ако ви значи нешто дека треба да ја подобрите силовата издржливост заради некоја дисциплина, каде што навистина ќе треба во подолг временски период да работите, наместете ја тежината за да можете да направите над 30 повторувања, над 40, над 100 повторувања. Но тука е сега малку деликатно што е отказот кај силовата издржливост. Отказот кај силовата издржливост е всушност ќе се почувствува некој вид на малку замор. Нема да откажат мускулите како ке згибови, не можам да се кренам во еден згиб и толку, туку ќе почувствувате пецкање, зависно од која справа се работи во теретана или која вежба се работи, но едноставно и така општа мускулна слабост и веќе не може да продолжите да работите. Ке силовата издржливост, отказот, морам да кажам, е малку деликатен и можно е да се случи дека ако можам да направам уште, почувствувам дека можам да направам уште 2-3 повторувања, ќе подзастанам. За разлика од ако сакам да правам подобрувам максимална сила, тогаш не можам да застанам, тогаш треба да пробам, ако можам да направам еден згиб и сакам да успеам да направам 5 згиба, тогаш секоја следна проба треба да ми биде еден згиб и уште еднаш да пробам. Па следната серија повторно еден згиб, па уште еднаш да пробам. И сега веќе третата, четвртата серија, ако ја правам од згиб, можеби нема да можам да успеам ниту еден згиб да направам, затоа што веќе телото се заморило, централниот нервен систем е малку заморен и може да се случи да не можам ниту еден згиб. Затоа, кога споменав претходно, например, прва серија работите 20 склекчиња, до отказ, втора серија веќе нема да можете 20 да направите. Треба да добар одмор, можеби од некои 10 минути, 15, па да стасате до 20. Ма третата серија веќе дефинитивно ќе паднат на 15, 14 и така натаму, што значи дека телото веќе акумулира некој замор и почнуваат тие трансформацијски процеси во телото и очекувано е дека од серија во серија ќе паѓа, доколку работите со надворешно оптоварување или со сопствено тело, ќе паѓа бројот на повторување. И сега во класична теретана тука играта исто со тегови, со тежина и број на повторување. Па приметувате после секоја, најверојатно може да приметите кој практикувал или гледал како вежбаат, и не само бодибилдери, туку и било кои други спортисти што работат со метод на тегови, дека они скоро на секоја серија нешто менуваат, ќе додаде, ќе извади, ќе стави, ги модифицираат бројот на репетиции, се да биде тоа отприлика ако е хипертрофија 8 до 12. И сега во првиот момент ја работам на бенч, кревам 50 килограми и работам 12 повторувања. Втора серија веќе не можам 12, правам 11 повторувања. Трета серија, а имам за цел 6 серија да направам. Трета серија паѓам на 9 со 50 килограми. Четврта серија веќе паѓам на 5. Што ќе направам? Пета серија ќе ја намалам тежината. Нема да биде 50, туку ќе биде 40 килограми и повторно ќе се вратам во режимот помеѓу 8 и 12 повторувања. Слично нешто е за силови издржливост, нели, но кажав тама е деликатно, внимавајте, не работете до отказ, затоа што ако не е искусен човекот во тоа да изведува 2400 чечнувања, тогаш може да направи некаков проблем. Сериите се апроксимативно ставени, не значи дека секогаш треба да се работи со овие, но чисто да ви дадам пример дека кај максималната сила, бидејќи секогаш телото треба да се замори, на крајот телото треба да се замори. Сега ние треба да најдеме метод на заморување на телото за да биде добар да трансформираме дали издржливост, дали брзина, дали силова способност. Значи да излеземе од онаа граница на комфортна зона. Тука да излеземе од границата на комфортна зона, мислам дека ја зборувавме, супер. За да направиме, значи ако е ова комфортната зона, се гледа така, ако е ова комфортната зона, тогаш да излеземе надвор од комфортната зона, да бидеме тука, во оваа зона да бидеме. Не овде, туку во оваа зона да излеземе. Доколку не излеземе од комфортната зона, тогаш имаме проблемче. Ова ми фалеше од преска. Ето. Супер. Одмор.
Сега уште еднаш да се вратам. Значи, ако имаме помал број на повторувања, да, интензитетот е поголем, но тука се очекува дека може да се напрати поголем број на серија. Ако имаме веќе некој среден број на оптоварување, тогаш сериите можеби нема да може да ги стаса на овие 5 до 10. Гледате ке силова издржливост. Замислете се вие да правите 50 склека и да бидат 5 до 10 серии. Не може, едноставно не може. Тоа веќе влегуваме тука, дури некогаш ако се работи над 10 минути, тогаш апсолутно влегуваат и маснотиите во процесот на акумулирање на енергија, не само јаглехидратите. Па адекватно на ова и одморот тука некако може да се игра, значи сега ке максималната сила одморот треба да е малце поголем. Не може после една серија максимално изведено веднаш да почнете втора серија, затоа што кажа централниот нервен систем многу се заморува. И тоа е нешто слично како тренинзи за брзина. Тренинзи за брзина, брзо се опоравува телото, но централниот нервен систем е тој кој што се заморува. Ке хипертрофијата отприлика се прави една минута, и ова е игра. Значи бодибилдерите многу финти ќе кажат да игра е, чекај, не. Да почувствувам точно кога можам да ја почнам следната серија. Значи тоа е веќе учење на телото и така би требало ние да знаеме да се раководиме со телото, како што кажа колегата претходно, треба да има болка, мала, да, чувство да има, и тога знаеме дека е добар тренингот, а не само да очекуваме тренерот да каже сега работиш, направи уште 4 серии. Тоа е некојаш добро за мотивација, но ние треба да си го научиме телото и да знаеме кога е доста или кога можеме уште малку. Силовата издржливост зависно колка број на повторувања, нели ако правите 100 скликови, па тогаш ќе треба и 2-3 минути да се направи одмор, 5 минути, за да почнете со следните 100, мада нема најверојатно ги стасате, ќе бидат 80 или 90. Колку пати во неделата, многу деликатно е, затоа е оставено во црвено, но ги гледате бројките со кои се играат. Зависно доколку човекот е кревач на товар, апсолутно дека ќе работи 5 дена во неделата. Дели? Ако се работи за хипертрофија, кај рекреативци, кај почетници, не повеќе од 2 до 3 пати. Ако се работи кај професионални бодибилдери, тие тренираат 10 пати во неделата. Нели, прават еден тренинг наутро и друг тренинг попладне, значи по 2 тренинга дневно, како и други спортисти што прават по неколку тренинзи дневно, максимум 3, не сум сретнал за повеќе. Силовата издржливост исто така зависно која работи. Да, имате ли прашање нешто во однос на овој дел? Консултација, ваше искуство, би ми било супер да споделите. Се слушаме, така? Јас некого слушам, најверојатно ме слушате и вие. Се слушаме, да. Добро. Едно примерче. Сите имат искуство и еве, некој, јас би го крстил all around тренинг или сеопфатен тренинг, кај почетници, многу едноставно го давам, затоа што не треба да сте во сала, не треба да имате некоја посебна опрема, може во парк да го направите, гранка ви треба овде на дрво. И сега, што е целта? Целта е дека треба да ги примениме методите за кои што зборувавме. Па тоа значи, ако е првата недела, ќе ме праша колку склекчиња да направам. Моje е да проценам колку може да направи. Кога ќе видам дека почнува да се приближува, да не може да се намалува брзината на склекови, ќе кажам доста е, доволно е, прва серија е завршена. Добро, може да одберете да правите една вежба во неколку серии, па да преминете на втора вежба. Значи, една вежба во неколку серии, па да преминете на втора вежба. Па втора вежба неколку серии, па да преминете на трета. И така натаму. Може да направите и тренинг во круг. Една вежба, една серија, втора вежба, следна серија. Третата серија, трета вежба и така натаму. Колкав број на вежби ќе ставите, повторно зависи од типот на клиента што ги имате. Да, кај дечиња апсолутно може да се зададат, се интересни, нека пробаат, некој нема да може, но ќе пробаат, некој нема да може ни едно склекче.
ќе направите да биде интересно, па ќе пробаат на колена и слично. Ова е добро примерче за луѓе кои што немаат вежбано никогаш. И згиб, ќе пробам еднаш, да, пробај, нема да се потроши толку многу и нема да биде тоа нешто заморно, дека ќе има воспаление, кој знае какво, ако направи само едно повторување, да не може го направи. Нека пробај уште еднаш, не е никаков проблем, нема да има, затоа што од овде најтешка вежба е згибот и очекувано е дека можеби таа ќе направи да има така малку по-големо активирање на мускулите. Следно работиме некои пропаѓања или вежби за трицепс, може на клупа се сработат, значи што сакате да одберете. Важно, слично, колкав број на повторувања да направам. Многу интересно ќе приметите тие што работеле, почнува едно чувство на чувство во мускулите дека се заморуваат, како пецкање, како пржење, како интересно чувство е. Прашувајте и клиентите како, што чувствуваш додека работи, ќе каже да, чувствувам нешто, доста е. Замислете сега, ова дека е прв тренинг, значи гледате, кажувам доста е. Абдоминална мускулатура, одбирам било кои вежби, значи да биде една вежба. И сега, ако се работи за почетник, тогаш правам 2 серии, не повеќе. Ама сега, што е ова, тренинг ли е? Тоа не е работа на клиентот, работа е на тренерот. Од методски причини давам 2 серии и не повеќе. Ама добро, ова беше лесно, точно лесно беше, чекај се запознаваме, ајде да видиме како ќе биде следниот тренинг. Во 90% случаевите следниот тренинг доаѓаат и го кажуваат тоа што го кажа колегата, имам болка. Како чувствуваш? Ама добро е, ама знаеш, многу интересно, имам болка, ги чувствувам мускулите. Супер, тоа сме успеале да го допреме, но замислете да дојдат и да сум дал 3-та или 4-та серија и тогаш навистина ќе било проблем, затоа што тогаш ќе треба да чекаме недела дена и нема да биде пријатно за клиентите, ќе настане компликација, нервоза, што е ова, не платив за ова и не се чувствувам добро. Затоа е препорака, почнувајте особено со оваквите вежби да бидат многу едноставни, лесни, на почеток се запознаваме, нели, како и дружење. Па ни треба малку време да го запознаеме човекот што може да направи. Што би вметнал јас како екстра, 3-та серија евентуално, или може да се почне во загревање, Мартин ни покажа нешто, нели, при загревањето, да направам овие планкови или издржај или задржување. И сега ова ми е дел од една програма што имам правено, па затоа го извадив како слайд, но во секој случај задржувам 10 секунди, ништо повеќе. 10 секунди напред, 10 секунди позади, 10 секунди на една страна, на друга страна, значи на лак, во раце и нозе горе, во полусклек и на крајот, не знам, нека биде. Само не се само овие задржувања, може получечнување, може во ланџис да направите задржување, може на трицеп задржување, може на медицинка напред. Различни се комбинациите, но се одбрани, дури и FIFA ги има како препорака, се одбрани за core stability вежби, кои што буквално прават многу добри работи, нели, го зајакнуваат трупот и не само трупот, раце, раменски појаси, се и прават некоја основна силова издржливост преку статички вежби за да може да се надополни понатаму. И добро, сега прв тренинг завршивме. Имате ли прашања за првиот тренинг? Ке сватам дека нема. Не е ова единствен прв тренинг што може да се направи. Ова се само, мене ми беше едноставно да ги извадам вежбичките, па затоа ги ставив, нели, вака. Втор тренинг. Колку серии сме правеле? 2 на првиот. Втор тренинг, ја повторно би направил 2 серии од се и би ставил планкови 10 секунди, може да бидат 15. Трет тренинг, 3 серии. Планкови 10-15 секунди. Четврти тренинг, 2 серии, 3 серии планкс. И така натаму. И сега ме приметувате дека ќе имаме посебно предавање за ова, за дозирање, како ќе изгледа начинот на дозирање, на зголемување на интензитетот. Бидејќи, како што кажав, силината особено многу и човекот е склон на трансформации. Сега вие ако стигнете до 20 склекови и постојано работите 2 години 20 склекови, нема да има трансформација
на мускулната сила, ќе има само одржување. Затоа е потребно да се зададе некој интензитет кој што ќе направи таков вид на трансформација. Океј. Ова е едно примерче. Сега, за класични вежби во бодибилдинг, не знам дали има потреба да зборуваме. Ако сакате, може некој нареден час да спреми па да ни ги испрезентира. Било добро. Имаме ли кандидат? Некој што се занимава што има искуство во бодибилдинг? Не мора Мартин. Знам дека има некој од другите колеги. Мартин ќе ни биде за консултација. И Мартин не ме сваќа погрешно. Сакам да се вклучат и другите. Се слушаме така? Го прозвав, а може би и не е тука. Тука сум. Да, извини. Да, еве ви пример на вежби кои што може да се изведуваат, нели? И не се само тоа, ова се готови програми кои што може да се искористат, а понатаму да се набилдаат. Еве пример на вежби за нозе, исто во круг. Па го имам го работено со скијачи. Значи, како да одберам исто колкав број на повторување да направат. Секогаш ќе трнам со помалку, не со многу, за да може да се адаптираат луѓето кон вежбите. Колку и да се искусни, ако некој не работел некој од вежбите и да зададете поголем интензитет и обем, тоа значи број на повторувања, поголема тежина, 3-4 серии да работат, тогаш очекувајте дека мускулите кои што ќе бидат вклучени не се вклучиле претходно и дека тие ќе може и да ги чувствуваат, нели, на следниот тренинг. Затоа треба да се внимава. И ако може да приметите, овде има, ќе имам колку вежби, да, отприлика 7 вежби. Ги задавам по 2 до 3 серии да се прават. Не се единствените, постојат и други, нели? Ова е само пример. Супер. Ова е еден тренинг за подобрување на всушност како да направам тренинг за хипертрофија. Не мора да биде само хипертрофија, може да биде и all around, all around не е, бидејќи е сплит систем, но може да приметите, еве, класична, тука се работи за најверојатно класична хипертрофија, да. 8 до 12 повторувања до отказ. Сум пишал кај изчекори не максимална тежина. Зошто? Затоа што сепак се работи за нозете. Нозете ги употребуваме како апарат од телото многу повеќе отколку рацете. Значи, тие едноставно кога треба да испешачиме до некаде, ние ги употребуваме мускулите, не само мускулите на нозете, туку нозете, а во нив најголем како потенцијален проблем се зглобните површини, што значи тие се постојано оптеретени. И би требало колку што може да ги заштитиме, нели? Ако правите тренинзи за нозе, трчање или нешто, тогаш во теретана следниот ден за фудбалери не би им дал нозе. Би им дал горен дел, затоа што веќе претходно ги имаат измалтретирано или тренирано зглобните површини. Некогаш и се дава, значи најчесто и даваме, но треба да имам предвид да ги заштитам колку што може. И затоа сум при избор на максимални тежини кај нозете, кај спортисти кои што не име примарен спорт кревањето на товар, јас имам задршка и не им давам за нозе максимален број на максимална тежина. Варијанта 1 за нозе, предна ложа, задна ложа, преса. Сега овие вежби, има некој што се занимава со фитнес и бодибилдинг тука? Чекај да почна да се исклучуваат сите. Добро, од 30 стасавме на 22. Ми идејата, ако има некој што работи фитнес и бодибилдинг, еве нека размисли, па може да ни испрезентира некои вежби. Можам и ја, но зошто да не поразговараме за како вид на вежби се работат. Верувајте дека меѓу нас има и тука луѓе што не влегле во теретана и што е нормално. И моето прво влегување било на 17 години во сала, која што се нарекува теретана, претходно не сум имал искуство. Така да е нормално, а сум тренирал многу спортови. И би било добро да направиме една презентација што се може да се работи. Ако нема никој друг, може да се пријави Мартин доколку сакам, не го форсирам. Знам дека не му е примерна теретаната на Мартин. Професоре? Тоа ќе кажа. Да. Професоре, Ајде. јас се занимавам со бодибилдинг, ама
веќе као скоро година. Имам некое познавање, можам нешто за ова Супер. за стомачни, за такви за абдоменот, такви вежби да испрезентирам. Знаеш што ни треба? Можеш и да ги извадиш како сликичка и само да ни ги покажеш која вежба за што. Има еден атлас од Делавер, се наоѓа на интернет, сликички кои што може да се чисто да ни покаже која вежба, која мускулатура ја вклучува. Значи, како слики, не мора ти да ни презентираш. Јасно. Ке можеш, ако не можеш, цимниме, ке се снајдеме двајцата, окей? Па, не знам, ми било полесно од интернет слики да најдам као. Одлично. Со Никола зборувам, Ќе така? најдам, не ми е проблем, ќе истражувам едно друго. Браво. Со Никола зборувам, така? Да. Супер, одлично, морав да направам стоп шер за да видам со кого зборувам. Добро, Никола, слободно, ќе се цимнеме пред час, ќе мислам еден ден или два претходно за да видам што имаш и да ти помогнам за овој дел. Важи? Уред, професоре. Супер. Значи чисто, варијанта 1, тренинг 1, имате варијанта 2. Различни се вежбите. Тренинг 2, ако може да приметите, ке тренинг 1 работам нозе, гради и трицепс. Ке тренинг 2, значи следниот ден или третиот ден, ако ова сум го работил во понеделник, тренинг 1, тогаш тренинг 2 можам да го работам во вторник. Па можам да направам грб, бицепс, рамо. Како се комбинираат, значи кој екстремитет или кои главни мускулни групи се одбираат, нема големо правило. Значи ова е и бодибилдери да прашате, нема големо правило, но некако се гледа да бидат антагонисти. Значи ако работам нозе, работам, не знам, трицепс, ако работам како што е баш напишано, ако работам грб, работам бицепс, но во секој случај, например, може да приметите стомачни, грбни, секаде. И тоа ако ги работам стомачните и грбните без надворешно оптоварување, значи со сопствена тежина, приметувате до отказ. Но секаде и тука се работат вежбите до отказ. Че не може да работите да нема отказ. Како ќе ги испрограмирам во еден микроциклус ако работам вежби за силови вежби, тогаш еве ви понеделник, среда, петок. Може да биде понеделник и вторник, среда слободно, четврток и петок, сабота слободно, недела слободно повторно. Но ако немате друга активност, тогаш зошто да не биде на овој начин, затоа што најчесто треба кај искусни луѓе 24 часа да се опорават, значи да се компензира и да се супер компензира. Мислам дека објаснивме за ова на едно од предавањата што значи. Но во рокот 48 часа многу подобро се работи тоа. Што значи 24 часа од последен тренингот понеделник и уште 24 часа имате 48 часа до следниот тренинг и веќе можете да очекувате дека во среда на тренингот да ќе влезам со фул капацитет. Морам да кажам, ке почетници добро е да се практикува, но фул капацитетот ќе се почувствува особено ке искусни спортисти доколку во понеделник направиле интензивен тренинг, тогаш следниот интензивен може да се очекува во среда, не е хумано и не е окей да го давате во вторник. Само да видам што имам уште нешто како еве некои примери на вежби, нели, чучнување, мртво кревање, го споменав претходно. Овие се интересни вежбички кои што се, не ја спомнав ексцентрична компонента. Ај нареден час со експлозивност. Има еден пример кај Зациорски кој што се работи со надоптоварување. Значи, замислете дека згиб може да направите еднаш и не можете повеќе, но ќе ви ставиме уште едно текче, како што спомена Мартин, од 10 килограми на нозете или на половина, и тогаш вие не можете да се кренете нагоре, но можете одозгора, од полузгиб, да пробате да се борите со тежината која што ќе ви влече надолу. Тоа се вика ексцентричен метод на тренинг, кај Зациорски е супер опишан и во книгата го има во антропомоторика книгата од професор Ивановски го има и можете да значи многу поефикасно се тренираат силовите способности, но ова е метод кој што би требало да го работат само искусни спортисти. Ај нареден пат, ако не го споменам, ќе ме подсетите да нацртаме нешто, можеби. Ова се некои кластер методи, добро, не ги префрлувам ни, само ке вежбите ќе одиме. Руско звоно или кеттлбел, многу познато.
Само ми требаат. Да, ова се веќе вежби функционални кои што сам наједноставни и препознатливи, но може да се употребуваат склекчиња на медицинка. Морам само да. Примери на вежби. Ќе ги споменам нареден час, уште еднаш, мислам. TRX справа, супер е, атрактивна е, нова е, исфрлувања. Да, можем дури и овие да ви ги споделам ако сакате, а да се наоѓаат вакви функционални вежбички, влечење, гледате јаженце, многу сме го користеле. На терен немав ваква справа, имав чешал за трева вештачка. Чешалот прави отпор, едноставно влечење, ќе ви пуштам едно видео нареден час со работнички, како може и што да се практикува, се што постои. Значи не мора да имате справа од 50.000 евра, теретана или услови, туку може едноставно да се снајде за да ги ставите движењата и вежбите во функција. Нели? Ова е балансирање на справа, качување на јаже. Многу интересно, пробуваат само со раце, но после пробуваат да стискаат и на пети и се вклучува задна ложа се вклучува. И сега ова се веќе, ако ги ставиме како 12 комплекс од 12 вежби во еден тренинг, работат на време, тогаш ова се вежби за силова издржливост. 20 секунди работи еден човек, 20 секунди работи друг човек. Работат на две станици, можете да анимирате 24 до зависно, може да ставите уште една станица. 30 на фудбалери можете да ги анимирате без никаков проблем и да биде тренингот функционален. Значи, сме дошли до вежба број 7. Ова е вежба за грбна мускулатура. Повторна вежба за грбна мускулатура. Зашто ми се вака? Да, има многу примери. Ете, Никола ќе проба и нареден час вежби за бодибилдинг да не ги испрезентира. Значи едноставни исчекори на страна, повлекување на нозете за абдомен, на TRX, може да приметите. Значи TRX ова е вежба за абдоминални мускули. Супер вежбичка во изометрија напред и пропаѓање назад, па повторно влечење, значи комбинација, затоа се нарекуваат функционални вежби или мултиџоинт вежби, употребуваат многу зглобови, вежба на пилатес топка, како беше ова, свис топка или пилатес топка. Како свис бол е во англиска литература, мислам дека ние пилатес се користиме. Со задна ложа, туркиш ситап, стендап, така беше, Мартин? Get up. Get up, stand up. Fight for your rights. Океј, ова ми е интересна вежбичка исто, сме работеле, многу е интересна, супер е, активира голем дел од мускулатура и не може секој да ја направи. Активира и паѓање и инаку овде човекот не можеше да ја направи. Извадени се од Огнен Бражански, го држи за стопал, за прсти напред, ама успеавме фотошоп, дали моравме да го извадиме. Еве го се гледа, не е изваден. Да, добро, ова не ми е коригирана верзија, не е дефинитивна книга, една спрема, не е дефинитивна верзија. Така се приметува, го држи. Така да не може секој, многу интересно, ова е учење. Има учење во вежбава многу. Јадрански сусрети, сакам да ја нарекувам оваа вежба, или како се вика на англиски работење со морнарско јаже? Battle ropes, да. Готово, 2 часа зборувам веќе. Во работнички им побарав од справа да ми купат чекан од 10 килограми. Ништо друго не побарав. За се друго се снајдов. И одговорот беше, па не сме ние градежна фирма. Па добро, викам, луѓе, ништо не ви барам друго. Дај купете еден чекан, не можам да го позаемувам повеќе, од своји пари не сакам да го купам. Не може, не го купија. 2000 денари чинеше. Да, значи примери на вежби многу. Ова се за функционални, само да видам долу дали имам нешто. Дури скок во далечина како вежба можете да го користите. Океј.
Јас толку. Прашање. Професоре, Да. ова сите вежби беа дека ми рековте да ја подсетам за тоа. Што требаше да ме потсетиш? Па за вежбите за издржливост. Па изгледа дека беа сите. Добро. Да, ќе зборуваме нареден час за малку за функционален тренинг, за експлозивност и некој видео ќе изгледаме и колегата Никола, другиот Никола ќе не испрезентира уште нешто. Ако имате, смислете нешто што сакате да дадете како добар пример. Например, во вашиот спорт дали сте работеле теретана? Многу ме интересира. Кој работел од вас, кој тренира нешто поактивно, значи да не биде рекреативно и да вклучувал вежби во теретана, еден или една? Никој. Кирил? Не. Аријан? Не вклучува. Емил? Не работи. Анастасија? Се исклучуваат. Добро. Викторија? Како ми доаѓа, така ве читам. Например, прашање би ми било доколку сте работеле во теретана, со колку број на повторувања, со која тежина, за да издефинираме за која цел сте работеле. Не е само да ги креваме тежините. Финтата е да знаеме како да го поставиме интензитетот и баш она што го кажав, дали да работиме за максимална сила, дали да работиме за да растат мускулите, значи некогаш кај спортистите треба да задаваме екстра тренинзи за суплементација каде што мускулите треба да растат. Зошто? Затоа што после ќе ги ставиме во функција, особено после пубертетот тука некаде, за време на пубертет и после пубертет, треба да се задаваат вежби за хипертрофија, за да настане раст на мускулатура која што после ќе биде ставена во функција. Тоа само кај Федерер не функционира. Тој нема мускулатура, супер е, топ е и не му треба ништо. Или, например, ќе работите вежби за силова издржливост. И сега, ако ја не знам што да работам во теретана, тогаш нема да биде ефикасна трансформацијата. Да, нешто ќе се менува, ама нема да биде ефикасно. И затоа ги споменав, доволно е за вас овие три методи: максимална сила, хипертрофија и експлозивна сила, силова издржливост, како така основни кои што најчесто ќе се среќавате со нив да работите. Инаку може да приметите од вежбите дека има и експлозивност, има и брзина некаде, има и нови движења, учење, ни сила, учење на нови движења. Но добро е да знаеме што правиме. И колку повторувања, ако им давам вежби од 12 станици, 1, 2, 3, 4, 5, 12 станици, и секој работи по 20 секунди на една станица, дали да бидат 2 серии, дали да бидат 3 серии. Веќе сме фатиле 1 час тренинг. Така да, се тоа прашање на кои што треба да имаме одговора, не само да задаваме тренинг од ракав трче 70%. Ама зошто трчам, не знам, трче така треба. За се има одговор. Како што лекарот дава рецепта и вели, ке пиеш овој лек колку што треба денови, 7 дена, 3 пати на ден, еднаш пред спиење или слично, точно, дозирано, така и тренерите и наставниците по физичко треба да знаат точно и дозирано што да зададат кај која категорија на луѓе. И сега уште само ова ќе додадам, во сензитивни фази, инаку овие предавања на факултет ги држиме по 2 недели. И сега во 2 часа јас пробувам да ви офатам многу информации да ви дадам, но се надевам ќе ве замотивирам само да размислите, ако ништо друго. И ве молам, прашувајте, ќе повториме нареден час ако треба истото, само да имате прашања, ако имате, супер ќе биде. Зошто вежби за хипертрофија не се задаваат пред пубертет? Еве едно прашање. Дури прашање за испит. Тврдењето е точно. Нема потреба да се задаваат, нема да бидат ефикасни. Зошто? Зашто телото е се уште во раст и развиток. Некој друг? Тука сме негде, ама има поконкретен одговор, еден многу едноставен, екзактен одговор. Чекај да не снимам веќе.